Вице-премиерот Кочо Ангјушев од бизнисмените очекува поддршка за минималната плата. Сите компании кои ќе ја покачат платата на вработените во износ од 600 до 6000 денари ќе добијат помош во форма на субвенционирање на здравствените и социјалните придониси. Уште еден закон кој што е сега моментално во разгледување, очекуваме да биде донесен во парламентот, тоа е законот за субвенционирање на придонесите на растот на платите, тој е веќе објавен на ЕНЕР. Тој е апсолутно едноставен, значи во делот на имплементацијата и во делот на апликацијата од страна на компаниите, практично нема потреба да подготвуваат никакви посебни апликации освен постојниот МПИН кој што го поднесуваат во Управа за јавни приходи при делењето на плати. Сакаме да го споделиме со нив мислењето, бидејќи се уште законот е во фаза на разгледување и носење пред да биде донесен во парламентот, да видиме евентуално некои дополнителни сугестии и измени кои што се секогаш добродојдени. Очекуваме дека ќе имаме една плодна дискусија и да видиме како секогаш можеме да помогнеме на економијата. Покачувањето на минималната плата е од интерес за целата економија во државата, смета председателот на Стопанска комора Бранко Азески. Мислам дека е создадена основа за тоа, компаниите да можат тој чекор да го направат. Владата не прави све со еден чекор, покажува дека она не усмерува во тој правец, а клучното што треба да го направиме во покачување на личните примања треба да дојде од приватниот сектор, да ја поддржи ова иницијатива на владата, а она да размислува како тоа ќе го продолжи и ќе го направи на уште повисок начин, затоа што на тој начин со подигнување на личниот стандард интерес има целата економија, затоа што ќе почне и долгоочекуваното вртење на парите. Поддршка и разбирање од бизнис секторот очекува и градоначалникот Бочварски. Верувам дека многу скоро ќе се видат позитивните исчекори кои што ги прави оваа влада во насока на подобрување на бизнис климата и на покачување на платите во државата, подобрување на квалитетот на услови за работа на работникот. Ангјушев со бизнис секторот разговараше и за законот за финансиска поддршка на инвестициите со цел да се олеснат условите на компаниите, а со самото тоа ќе се зголеми и конкурентноста на македонската економија.